Денешниот отворен ден на Универзитетот Гоце Делчев представува еден од начините на кои што универзитетот се представува пред средношколците, особено пред оние кои што планираат да се запишат на еден од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот има свои наставни центри, Прилеп е еден сериозен наставен центар на Универзитетот Гоце Делчев, кој што има студиски програми од Факултетот за природни и технички науки, од Факултетот за земјоделски науки, со 7 студиски програми. Идејата е денес средношколците да се запознаат со потенцијалите на Универзитетот Гоце Делчев и да направат избор на еден од факултетите. Зошто го правиме ова? Прво, како сериозна институција која што има и своја општествена мисија да се представи и пред граѓаните, да ги запознае граѓаните со она со кое што располага универзитетот, но и да даде една визија за тоа каде всушност младите треба да студираат. Денес сакаме да се заблагодариме на општина Прилеп, на советникот за образование на општина Прилеп, на директорите на средните училишта во општина Прилеп кои што дадоа придонес денес средношколците да можат да ги видат факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Ние не сакаме да бидеме разбрани дека денес имаме некаква конкуренција кон другиот универзитет или другите факултети. Овде станува збор за студиски програми со кои што не е Универзитетот Свети Климент Охридски застапен во Прилеп. Станува збор за 12 факултети и 3 академии, слободни места некаде околу 5500, во 4 наставни центри, во моментот универзитетот запишува близо 2300 студенти и очекуваме дека таа бројка ќе продолжи во изминатиот период. Значи 10 години Универзитет Гоце Делчев. Значи, во изминатите 10 години ни се универзитетот поминале помеѓу 20 до 30.000 средношколци, во моментот активни се 12.000 студенти на универзитетот од сите места на Република Македонија. Она со кое што посебно универзитетот ја планира својата иднина и наставниот центар во Прилеп, имајќи предвид дека еден поголем дел од енергетските потенцијали на Република Македонија се наоѓаат во Западна Македонија. Студиските програми од рударство, од геологија, од другите природни и технички науки, од земјоделските науки се сериозна потреба на регионот. Во Прилеп веќе сме присутни крај на трета година, студираат студенти кои што се сега 6-ти семестар и овде сме со две насоки, тоа е полјоделство и фитомедицина, соодветно на тоа што овде го нудат почвено климатските услови за развој на тие насоки. Оваа година имаме нов концепт на представување на своите студиски програми, на своите можности за запишување. Минатата година одевме по средните школи, каде директно со средношколците имавме контакти и ги представувавме нашите студиски програми, а сега сакаме малку потранспарентно и пред јавноста да понудиме се она што може да добијат на Универзитетот Гоце Делчев, поточно на Земјоделскиот факултет студентите. Запишување на студенти на нашиот факултет од 100 можни, конечно само за Прилеп зборувам, места се исполнува над 50%, што е спрема сите услови кои што на сите не се познати во нашата држава е задоволувачки број и пријатно сме изненадени. И се уште не радува тоа што пазарот на трудот за профили од земјоделскиот кадар се уште се барат дипломирани инженери и агрономи и се надеваме дека и во наредните неколку години ќе остане тој тренд за зголемување на интересот за запишување на земјоделскиот факултет. Особено за фитомедицина се заинтересирани, за полјоделство, агроменеджмент, кој што се насоки можност за запишување на студентите на земјоделскиот факултет во Прилеп. Ми представува посебно задоволство како представник од локалната самоуправа што сум тука на представувањето на Универзитетот Гоце Делчев, кој што повеќе години наназад има диспрезирани студии во нашиот град, посебно како што спомнаа моите претходници представници од универзитетот. Значи тука имаме насоки од Земјоделскиот факултет, од Рударско-геолошкиот факултет. Знаеме дека Прилеп е богат со неметали, имаме доста рудници и се надеваме дека дел од нашите ученици ќе продолжат на овој универзитет. Иначе што се однесува до бројката, некаде околу 900 матуранти ќе имаме оваа година, кој што во иднина се надеваме дека најголемиот број од нив ќе го продолжат своето образование на факултетите кои што ги има во Република Македонија, го имаме тука и економскиот факултет, а се надеваме и дел
тука ќе продолжат своето образование и на насоките кои што се од Универзитетот Гоце Делчев. Како локална самоуправа, значи имаме постојано интерес, значи да имаме што повеќе високо образовани, значи кадри од градот Прилеп кои што нормално ќе го носат напредокот на нашиот град. Претежно искрено да ви кажам, значи од државните универзитети ве сега се представува, значи Универзитетот Гоце Делчев, економскиот факултет исто така се представува пред средните училишта, голем интерес има, досега имаме посета од повеќе од приватните универзитети и факултети кои што ги имаме во Република Македонија, значи постојано, посебно овој период, доста како град сме посетени, затоа што знаеме Прилеп е еден од поголемите градови, значи имаме доста матуранти кои што треба воедневно да го продолжат своето образование, значи претежно скоро сите високообразовни институции се представуваат во нашиот град.